Почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани љубители на фолклорот, добра вечер и добре дојдовте на годишниот концерт на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Декември е месец кога правиме сублимација на се она што сме го работеле годинава. Така и овој ансамбл. Вечерва пред вас ќе отвори ризницата на цела 2019 година, ќе ви покажат се што сработиле, ќе се пофалат со сите своји успеси, но најмногу од се ќе се пофалат со својот оро и со својата песна. И не случајно овој концерт го нарековме македонски вез. Затоа што македонскиот вез како најимпресивен во светот, најчесто во себе подразбира бисер, а Илинден оваа година го нанижа 64-тиот бисер во својата бисерна низа на постоење. И продолжуваат, се разбира, тоа заслужува аплауз. И продолжуваат да бидат стожер на македонската традиција, продолжуваат да бидат глобтротери на македонскиот фолклор и да разнесат македонската песна и оро низ целиот свет. Нема граница на нивните сцени. Оваа година и наредната планираат да го продолжат истото. Затоа вечерва на почеток имавте можност да уживате во импресивната изведба на машкото чифте чамче, на женското чамче, а вечерва на оваа сцена ќе се навезат фолклорните везови на ора и песни од цела Македонија. Од Битолско, од Моштанско, од Малешевско, од Повардарие, од Пиринско. И сите тие ќе го донесат својот фолклорен вез на оваа сцена. А вие само уживајте.
па е ред да ги споменеме лично сите оние што година дена наназад, но и децении исто така наназад творат и својот професионален труд го даваат за оваа вечер да изгледа толку перфектно и толку прекрасно одиграна и спеана. Како што знаете, Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола години, децении наназад функционира под диригентската палка на нејзиниот председател Антонио Димитровски, подпредседатели Драги Филевски и Борче Димитровски, новој ансамбл уметнички раководител е Александар Стефановски, исто така ќе ве молам со еден силен аплауз да го поздравиме раководителот на оркестарот Славе Наумовски Чапче. Но за овие деца, вака прекрасно и вака перфектно да изиграат се потрудија корепетиторите. Николче Ангелковски, Никола Пецаковски, Филип Стефановски, Александар Георгиевски, Милена Марковска, Давид Балтовски и Вера Соклевска. За прекрасните носи, и само тој знае толку љубоморно да ги чува, се грижи Јаковлевски Филип. Додека архивата е под будното око на Елена Пецаковска. А ние вечерва за вас се уште имаме многу што да ви дадеме во однос на фолклорот. Продолжуваме со повардарие, пиринско и оркестарско оро. Уживајте.
te zawoda, te oczem se upadła, te odvedam. Ajde, no me zavoda,
Да го видиме последното изненадување за вечерва што го чувавме за вас, дозволете со голема чест и задоволство да го најавам председателот на Кудилинден, господинот Антонио Димитриевски. Да ни каже збор 2 за тоа што го очекува Илинден во 2020 година. За плановите, за тенденциите и за сите предизвици. Повелете. Морам прво да се заблагодарам на сите што сте присутни тука на овој концерт и на сите што беа на првиот концерт. Некаде заедно сте над 1600 поклоници на фолклорот, на културата, ама пред се на Кудилинден од Битола, и тоа нас ни дава еден подстрек, почнувајќи од мене до најмладите, за да ние успееме, за да ние се докажеме, за да надминиме голем број. И нескромно е да кажам дека Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола од нашата Македонија не е само прво во Македонија, туку и во многу високите врвови на фолклорот во светот. Дека е тоа така, покажува изминатата 2019 година. Ние имаме огромен број на успеси, кои што ќе ги кажам денес само два. Тоа е едниот, да кај нас во Битола се одржа Конгрес на Јужна Европа од 16 држави, 70 делегати, 5 дена, и што е многу најважното, презадоволни до пишење во мејловите и пораките дека подобар конгрес никогаш не се организирал. А темелот е Кудилинден Битола и ние кои сме ангажирани во Илинден во рамките на Фолклорната федерација СОФАМ, која што е и национална секција на ЦИОФ, најголемата федерација не само на фолклор, по бројност на членови, најголема во светот, невладина или од областа на културата, како сакате кажете. Исто голем дострел е да кажам дека тој ЦИОФ, каде што членуваат, реков, најголем број на членови од сите невладини организации и асоциации во светот, е избран еден наш член за член во правната комисија токму на светот од една наша мала Битола и Македонија, Никола Димитровски. За Кудилинден во 19 година е најважно, и кога бев на една од пробите последните, им кажав на сите членови, им реков, не смејте да го слезите нивото. Можам да кажам дека не само што е одржано нивото, туку е малку и понапред. Тоа кажа овој прекрасен концерт. Овој концерт, јас покрај функциите низ цела Македонија одам и малку и во светот, гледаме, го нема или е во многу мал процент во друштвата застапен. Дај Боже и во 2020 да продолжи овој тренд и уште повеќе во наредните години. Се спремвав некој да споменам, мама се одлучив сега, ко слегував поскали, ниеден да не спомнам. Да ви кажам зошто. Сите до еден од овде гледано, и оние зад сцената, најпоќе раководителот на ансамблот, уметничкиот раководител, па
еден Александар, еден круг околу него од 5-6 души. И ми е страф и не е коректно да кажам 10, ама 11 да го изоставам. Исто така морам да кажам дека имаме соработка и со факултетот од универзитетот во Штип, каде што тука имавме така речено соработници, гости, начело со нашата Љупка, така да имавме една комплетност во денешното издание. Останатите, нашата прекрасна, традиционална и секогаш со нас водителка, ги напомена сите поред, доктор Силвана, и не откажваме од незе. Благодарност упатувам на оние кои што на било каков начин не помагаат, како во изминатата 2019, така и во наредната 2020 година. 2020 година е посебна година за културно-уметничкото друштво Илинден од Битола и за овие прекрасни играорци кои што ќе представуваат Македонија, македонскиот фолклор во Русија на фолклоријадата 2020. Која се одржува еднаш на 4 години и тоа е и одговорност, ама и голема чест за едно културно-уметничко друштво. На крајот, ќе ми дозволите да ве поздравам сите искрено. Оти, душата ми е полна, срцето ми е разиграно. Од вас што ве гледам, од децата сите што настапија. И се надевам дека во овие мои 70 години, точно в година прам 50 години активност во фолклорот и многу тоа ми значи. Меѓутоа, пак ќе се навратам, основата, стожерот, темелот на сето ова што го прикажавме ние, сте вие кои што имате на посреден или непосреден начин поддршка и удел во фолклорот. Да живее македонскиот фолклор, да живее Илинден, да живее Македонија! И виртуозите ќе имаат честа да го заокружат овој концерт. Аплауз ве молам!